Драги гледачи, сакам сите вас да ве поздравам и задоволство ми е што можеме заедно да бидеме дел од овој серијал што го насловивме како Личност за сите времиња. На самиот почеток да споменам дека имаме и книга во тој правец издадено Личност за сите времиња, кој што сите оние што сакате можете да набавите по една символична цена, каде што навистина можете и читајќи ја да се сетите и на сите овие предавања и да размислувате зошто навистина ова личност е посебна. Исто сакам да рекламирам и Светото писмо, Божјата реч, може да добиете ваш бесплатен примерок, да ја читате, контактирајте не и ќе го добиете и примерокот кој што верувам ќе ви значи во вашиот живот. Ова предавање го насловивме како Последните Христови зборови. Што ги кажал од самиот крст, кои што се многу значајни, многу вредни, секој од тие зборови, тие изјави што ги дал, имат свое значење, имат своја вредност, што ние преку ова размислување и предавање ќе ги изнесеме и ќе видиме колку се значајни за сите нас. Но еве неколку сцени да покажам пред Исус да дојде на местото Голгота, каде што бил распнат, каде што, еве, режисерот, кој го има снимено филмот Исус од Назарет, како ги овие сцени ги прикажал. Исус поминувал низ улицата Вија Долороса, за да дојде до местото Голгота или Коштурница во превод, каде што бил распнат. Беше снимен и филм од страна на Мел Гибсон, Страдание, предпоставам дека многумина го имат гледано, каде што фокусот се всушност баш тие последни часа од Христовиот живот, каде што Исус бил навистина многу малтретиран. Еве уште некоја сцена од тие моменти пред да ги проследиме тие изјави што Исус ги кажал. Беа прободени неговите раце, беа прободени и неговите нозе, неговата глава беше раскрвавена, беше ставен и трнов венец на главата. Навистина една сцена тешка за гледање. Оној кој што никогаш не направил зло, оној кој што го дал својот живот за тебе и за мене, бил распнат за тебе и за мене. Дозволите ми на самиот почеток на ова предавање да прочитам една изјава што има дадено еден писател духовен, кој што кажува што би било добро за нас да направиме кога размислуваме за овие посебни, последни моменти од Христовиот живот. Еве што вели. За нас, луѓето, би било добро секој ден да поминеме по 1 час во размислување за Христовиот живот. Треба да го проучуваме во секоја подробност, дозволувајќи на својата мечта да ги опфати сите сцени, а особено оние што се поврзани со крајот на неговиот живот. Обично луѓето кажуваат со кого се дружиме, такви постануваме. Кое влијание го дозволуваме да дојде во нашиот живот, по тоа влијание и се обликува и нашиот карактер. Ако се дружиме со најпоштената личност во овој свет, а тоа е Исус Христос, затоа што никош грев не направил, ако се дружиме со личноста која што највеќе се жртвувала во овој свет, ако се дружиме со личноста која што никош никој не зборувал како што тој зборувал, и најплеменицата и најчестата, тогаш и ние такви ќе постанеме племенити, честни, навистина поштени луѓе, кои што и доликви такви треба и да бидеме. А најдобар начин да се запознаете, да ги прочитате Светото писмо, Евангелијата и овакви книги кои што се посветени за личноста на Исуса Христа. И еве ние сега ќе се обидеме во следите неколку минути да ги видиме тие изјави што Исус ги има кажано од Голготскиот крст, а ги има 7. И во секој од тие 7 изјави има порака за мене и за тебе. Ќе ги изнесеме една по една, ќе кажеме некој збор за секој од нив и на крајот ќе резимираме со неколку пораки кои што произлегуваат од овие изјави. Затоа одиме од самиот почеток. Првата изјава што ја наоѓаме запишана или кажана, а запишана во Евангелијата, што Исус ја кажал, е во Евангелијето според Лука 23 глава 34 стих.
Исус ги кажал следниве зборови. Оче, опрости им, не знаат што прават. Во едно од претходните предавања сме спомнале, со ова изјава Исус кажува каква силна и морална личност е самиот тој. Некој да те малтретира, некој да те прогонува, некој да те распнува, некој да кажува се и се што, а ти да се молиш за него. Тоа многу кажува. Ете, ова е само еден мал пример зошто Исус е посебен од сите останати. Но ова изјава во суштина е молитва. И ова изјава Исус ја почнува со зборовите очи. И многу интересно ќе видиме на крајот и последната изјава што ќе каже Исус, седма поред, ќе заврши со зборот очи. Значи на почетокот и на крајот почнува со таа изјава. И ова изјава во суштина е молитва. Опрости им, не знаат што прават. Оче, опрости им, не знаат што прават. И ова е последна молитва во богатиот опуст на Христовиот живот. Молитвата беше составен дел од Христовиот живот. Исус се молел често пати на многу места, рано наутро, доста навечер. Се молел цела ноќ и преку ден, и кога помагал и кога лекувал. Така тој ја држал, ни оставил пример како и ние да ја држиме својата заедница со Господа. И ова молитва, ако одиме да ја анализираме, се состои од 3 дела. Во првиот дел Исус го ословува Отецот со зборовите оче. И ова е молитва за опростување, едноставно и за небесно трпение. Кажува оче, а погледот каде му е насочен? Горе во небо. Тоа е многу силна порака за сите нас. Ова се најтешките моменти во неговиот живот. Да бидеме само искрени, кога ни се случуваат најтешки моменти во животот, обично ние сме повлечени во себе, ние гледаме во себе, не ни се разговара со никој, можда го исклучуваме телефонот, се затвараме во собата, не сакаме со никого контакти да имаме. Ние сме тогаш центарот во светот. И ние тогаш се прашуваме кој е тој што ме доведе во една таква ситуација. Гледате, така ние постапуваме кога ни е најтешко во животот. Меѓутоа, во тие најтешки моменти, Исусовиот поглед е насочен горе, кон Отецот, кон Бога. Во тие најголеми и најтешки моменти, неговиот поглед е насочен таму. И тој се сетил на еден текст, запишан во Стариот Завет. Во 46-тиот псалам, првиот стих вели: Господ е мој помошник, кој што во неволја брзо се наоѓа. Замислете кој тој текст, кој тој совет, ќе го имаме сите ние во такви тешки моменти, сосема другачи би бил нашиот живот. Да се ослониме на Бога и во тие тешки моменти, да го дадеме својот товар во негови раце и тој ќе ни помогне. Вториот дел од молитвата вели: опрости им. На кога ја упатена ова молитва? На оние што го распнуваат. Замислете, оние што го распнуваат, Исус вели: опрости им. Силен карактер човек треба да има за да такво нешто каже. Нашата човечка природа е таква, кога некој ни прави зло, е да враќаме со зло. Но гледайте, Исус е сосема некој друг. Тој бил во човечко тело, во истата структура, да кажам, природа, каква што ние ја имаме, меѓутоа не живеел како што ние живееме. Ние знаеме многу брзо да се нервираме, да возвраќаме, да правиме работи, да се реваншираме, меѓутоа Исус се молел. Светото писмо го опишува како наш Создател. И ние сме негови деца. И замислите, децата стануваат против таткото, а тој се моли за нив и вели: опрости им. Третиот дел вели: не знаат што прават. Со ова изјава е многу парадоксална. Исус како да ги оправдува оние што тоа го прават. Опрости им, не знаат што прават. А тие го распнуваат, тие го плукаат, тие го малтретираат, тие сакаат да го убиваат. Али знаете што е интересно? Тие луѓе го прават тоа тогаш во таа прилика. Но Исус не гледа што тие прават сега, него Исус со пророчко око гледа со денови подоцна што може од тие луѓе да постанат. Ова е многу вредна и важна порака за сите нас. Ние луѓето ги гледаме какви се, а не какви може да бидат. Тие во таа прилика, тие луѓе под крстот Голготски, каде Исус бил распнат, биле зверски настроени према Исуса Христа. Меѓутоа Исус гледал како тие ден ќе се покајат. Како многу од тие луѓе за кратко време ќе го отварат своето срце и ќе размислат што направиле во својот живот. Исус им дал шанса на тие луѓе. И тие луѓе, голем дел од нив, ја прифатиле таа шанса. Значи, ова е таа прва изјава што Исус ја кажал од Голготскиот крст: Оче, опрости им, не знаат што прават.
Следната втора изјава, што е кажана од крстот, е запишана во Лука 23 глава, 43 текст. Еве што кажува. Исус вели: навистина ти кажувам денес, запирка, ке бидеш со мене во рајот. Ова изјава е насочена кон поединецот. Ако претходната изјава е насочена кон сите, кон мноштвото, опрости им на сите, сега ова изјава Исус ја насочува кон поединецот. Неговата љубов сега е усмерена према еден поединец кој што се наоѓа тука од неговата страна, а заедно со него, вели извештот, биле распнати двајца разбойници, еден од десната, еден од левата страна. Еден од нив хулел затоа што бил распнат и се изразил со разни зборови. Меѓутоа другиот, гледајќи го Христа, неговото однесување, слушајќи неговата претходна молитва што ја кажал: опрости им, не знаат што прават, тогаш почнал да размислува каков ли карактер е Исус. Почнал да го гледа Исуса Христа, да размислува за неговата личност. Тие 5-6 сата што биле заедно тука, распнати, и тој и Исус, за овој човек биле време кога размислувал каков е Исус, толков силен карактер, кој што не сака да возвраќа, кој што моли за опростување. За разлика од него, другиот така не размислувал. И затоа Исус, кога се молил таа молитва на некој начин, сега почнува да се услишува. Првиот до него што бил тука, почнува да го отвара своето срце за него. И знаете што е интересно? Од сите присутни што биле тука на Голготскиот крст, единствено овој разбойник на крст бил свесен дека распнуваат безгрешна личност. И дека умира оној кој што не направил ниту едно зло и кој што достоинствено се однесува во такви ситуации. И знаете што уште е многу интересно? Овој разбойник, драги мои, имал и отворено уво, и отворено срце, и отворени очи силни, да го гледа пред себе оној што дошол за него. Сите останати што биле како да се биле магепсани. А овој имал отворено срце и отворено уво. И тука, наблюдувајќи го него, сватил дека Исус не е обичен, него дека тој е цар. И во една прилика, кога би го проучиле цел тој настан, му се обраќа на Исуса, вели: сети се за мене во царството твое. Што сакал да каже? Ако ти имаш свое царство, ти си цар. Сети си за мене во твоето царство. Овие зборови што ги прочитавме, навистина ти кажувам денес, ќе бидеш со мене во рајот, следуваат после овие зборови што разбойникот ги кажал: сети се за мене во царството свој. И одговор веднаш добил. Видите, ова е услишена молитва. Многу молитви што ги патуваме, можеби чекаат одговор. Чекаат одговор. Понекога чекаме ден, 2, 3, 5, седмица, месец, година, 2, 3 повеќе. Меѓутоа, кога се молиме со вакви молитви: Господи, јас сум грешен, а тако бил и разбойник. Грешен, бил со лошо друштво, бил во лоши околности, дозволи сам да биде таков. Меѓутоа, Бог му дал последна шанса во тие последни 6 часа, кога се сретнал лице во лице со Исуса Христа и кога наблюдувал неговиот карактер и лик и однесување, сватил дека Исус е посебен и затоа му рече на Исуса: сети се за мене во твоето царство. И Исус му дал сигурно ветување. Исус тогаш му ветил. Истиот тој ден не бил овој човек со него во рајот, него му ветил: ке бидеш во идно време, ке бидеш со мене во рајот. Значи, ова изјава е сигурност на ветувањето. Драги мои, нашиот Бог, кога дава ветувања, тој ги остварува. Ние како луѓе знаеме нашите ветувања да ги дадеме, ама и да не ги оствариме. Меѓутоа Бог, можеме во него секојаш да имаме поверение, затоа што тој своите ветувања ги остварува. Третата Исусова изјава, или Христова изјава на Голготскиот крст, се однесува на неговата мајка. Јован 19 глава 26 стих пишува: жено, ете ти син. А потоа му се обраќа и на Јован, својот ученик, сакан ученик: Јоване, ете ти мајка. Знаете што е тука многу силно и важно и порака до сите синови и ќерки на овој свет. Во најтешките моменти во животот, Исус не ја заборавил својата мајка. Исус многу добро знаел што таа чувствувала во тие тешки моменти што ги доживувала. Замислите родител да гледате пред себе како вашиот син е распнат. Видете, да бидеме искрени, ние се буниме кога некој, ајде да кажам така, не дисциплинира кога сме во криво.
A zamislite da sme во право, а некој да не дисциплинира, да не кара. Како би реагирале? А Исус не направил ништо зло. А го казнуваат, го малтретираат, а тоа мајката негова Марија во тие моменти тоа го гледала. И еден духовен писател ќе каже, Марија беше мајка на болката, блажена меѓу жените. Таа го гледала Христовото измачено лице, крвавата глава, прободените раци и нозе и во сето тоа вика, ја гледала својата распната надеж. Тогаш во тие моменти таа се сетила пред 30 и повеќе години што се случило. Jer Isus nekada je bil raspnat na 33,5 godini, толку живеел, а кога бил мало дете, кога бил донесен во храмот, имал само неколку дена, еден пророк Симеон тука бил и кажал едно пророштво што сега во овие моменти се остварува. А еве што рече, а и на ти самата вика, меч ќе ја прободе твојата душа. Тогаш тоа не може да го разбере. Меѓутоа, сега пред своите очи тоа го гледа и почнува да го разбира. И Исусова болка ја знае. И затоа и се обраќа нејзе да ја даде утеха со тоа што вели, жено, еве ти сега син, да се грижиш за него, тој е Јован. А на Јован му се обраќа, вели, Јован, еве ти мајка, да се грижиш за неа. Има еден текст во Светото писмо, во Новиот Завет, 1 Тимотија, 5 глава, вели, оној што не мисли за своите, мисли родителите најближните, вика, полош е и од оние што не веруваат во Господа и се одрекол од верата. Така да, ние сме повикани не само да му веруваме на Господа, него да ги почитуваме и нашите родители, затоа што се тие, оние поставени од Бога, да се грижат за нашиот живот. Значи, ова молитва е како една врста резерва или изјава, што ја дава Исус. Трета изјава е резерва за нашите потреби. Значи, Марија има резерва во личноста на Јован, кој што понатаму ќе се грижи за неа. Четвртата изјава, запишана, Исус што ја кажал, гласи жеден сум. Јован, 19 глава, 28 текст. И ова изјава всушност е еден директен текст или пророштво запишано во Стариот Завет, во Псалам 31:6. Тука е кажано дека Исус овие зборови ќе ги каже. Да, Исус едноставно бил жеден. Сите тие настани што се случиле во неговиот живот, го исцрпиле, го дехидрирале. Само кога би се вратиле ден претходно, 2 дена претходно, која борба ја водел со себе, шепнувајќи му непријателот дека неговите ученици ќе го напуштат, му шепнул дека зошто дошол на овој свет и дека залудно ќе биде неговата жртва. Тој се борел и физички и психички. И во Гециманија претходно, пред да дојде на Голгота тука да биде распнат, од таа борба капки крв течеле од него. Но Исус ја пиел таа чаша до крај. Дошол тука, на Голгота, да биде распнат, да ги помине тие завршни 6 сати од неговиот живот, да ги каже тие 7 изјави, а ова е таа четврта изјава што ја кажува, жеден сум. Навистина, Исус бил многу жеден. И физички, меѓутоа, Исус бил повеќе жеден за нас луѓето. Тој не ги гледал луѓето едноставно дека биле крволочни животи тука пред него. Но со таа своја изјава сакал да каже, барал помош од нив. Ги гледал како своји пријатели. Побарал вода во таа ситуација. Да, Исус барал услуга во тие моменти. Меѓутоа, тој повеќе бил жеден за сочувство, за љубов, за разбирање, да дојдат луѓето во тие моменти, да го запознаат подобро, да разберат зошто тој дошол на овој свет да го даде својот живот за нив. Меѓутоа, голем број од тие луѓе, најголемиот број од тие луѓе, едноставно не размислувале на тој начин. Одеме понатаму, следната пета изјава што Исус ја кажува од Голготскиот крст, ја запишал Матеј во 27 глава, 46 стих, а таа гласи: Боже мој, зошто си ме оставил? Да. Ова се навистина тешки зборови што Исус ги кажува од Голготскиот крст. Можда си најтешки зборови што ги кажува. Но во овие зборови, драги мои, се приметува една длабока болка во срцето, во душата на Исуса Христа. Еден теолог ќе каже, Исус можеше да го разбере неразбирањето
od strana na sveštenicite. Nerazbiranjeto od strana na rimskite vojnice što го приковале. Неразбирањето на народот, како и неразбирањето на учениците што го оставили побегнале. Како што кажал пророкот во Стариот Завет, ќе го удират пастирот и сите овци ќе заминат. Но вика, една работа не може во тој момент да ја разбере, а тоа е односот на Бог Отецот према него. Како го тргна Бог Отецот својот поглед од него. Но, драги мои, Бог Отецот не го тргнал поглед од него затоа што не го сакал. Не. Затоа што во тие моменти Исус, целокупниот грев, твој и мој, на целото човештво, го зел врз себе, врз своите плеќи и одлучил до крај да ја пие чашата и да умре за нас. Како човек, некои работи ги поставил како прашање. Си рекол во себе, зошто сум сам во ова борба? Мислел дека е сам во ова борба. Дека е оставен сам и дека и Отецот веќе го нема тука покрај него. Меѓутоа, Отецот бил тука покрај него. Иако тој не го гледал. Меѓутоа, Отецот бил тука покрај него да му помогне. И всушност, со овие зборови искажана е Божјата омраза према гревот. Видите, гревот е нешто најлошото што се случува на ова земја. Бог од ништо го направил овој свет и нас, а гревот од веќе што е нешто убаво, фино, доведува во непостоење и зло и смрт. Гревот е обратен процес на создавањето. Бог создава прекрасно од ништо нешто, а гревот едноставно сето тоа го девалвира и го уништува. Гревовите наши го доведоа Исуса тука на тоа место. Тоа беше единствен начин да се плати таа цена. Немаше друг. Меѓутоа Исус одлучил до крај да ја земе таа чаша, да испие и да оди напред. Да, Исус, иако не разбирал во тие моменти некои работи, одлучил до крај да оди понатаму. Следната, шеста, предпоследна изјава Исус што ја кажува од Голготскиот крст, ја запишал Јован во 19 глава и таа гласи: се заврши. Се заврши. И тоа е еден победнички извик. Извик на победа. Исус ја почнал животот да трка, ја почнал мисијата да го спаси човечкиот род, дошло време кога дошол крај и кога едноставно требаше да заврши и успешно едноставно ја заврши. Тогаш, во тие моменти, победата едноставно е извојувана. Исус во тие моменти на некој начин знамето на победата го подигнал високо на јарболот и покажал дека навистина дошол и да го победи гревот и да му даде можност на човечкиот род да се спаси. Целото небо во тие моменти беше радосно, среќно. Исус борбата што е започнал до крај успешно ја заврши. Исто еден великан, значи христијански великан, е голем мисионер кој што христијанскиот свет го знае, апостол Павле, ќе напише во едно од своите посланија, читаме тоа во Тимотија 4 глава 7 и 8 стих, дека борбата што ја водел ја завршил, трката ја завршил, борбата успешно ја победил, ама од верата не се откажал. И затоа што бил на таа страна, на страната на доброто и успел до крај да се избори за таа трка, вика, сега мене ми следува награда, што ќе ме донесе праведниот судија, мислејќи на Исуса при своето второ доаѓање, но не вика само на мене, ова е значаен момент, него и на сите оние што го очекуваат неговото доаѓање. Но, драги мои, таа награда, тоа спасение, тој живот вечен што ќе го донесе Исус со своето второ доаѓање, благодарение е на ова што го направил на Голготскиот крст. Благодарение на животот без грев што го живеел. Благодарение на она што се ослонувал до крај на Бог Отецот и до крај успешно е завршил таа борба. И го ги кажал овие зборови, тоа биле зборови на победа. Победнички извик. И затоа многу важно прашање до тебе и до мене, пред да ја читам последната изјава, на крајот на големата борба, помеѓу доброто и злото, на чија страна ние ќе бидеме? Дали успешно ќе ја завршиме нашата трка? Jer секој од нас трча своја трка. Ја почнуваме таа трка, некој кратко ја трча, толку живее, некој малце подлого, некој уште подлого, меѓутоа сите ние трчаме таа трка и сите ние треба да одлучиме на која страна ќе бидеме на таа трка. И последната изјава што е кажана тука, седма поред, ја запишал Лука во 23 глава 46 стих, како завршен збор, гласи: Оче, во рацете твои го предавам својот дух. Фантастична изјава.
Ова изјава, драги мои, се надоврзува на претходната изјава. Како почна Исусовата изјава прва? Оче. Како завршува? Оче. Се што правил Исус во својот живот, во консултација со Отецот. И тоа е голема порака до тебе и за мене. Кога би го побарале ова личност за сите времења, да го води нашиот живот, да му се обратиме во молитва, да го земе нашиот живот во своји раце, да го води, другачие би поминале во животот. Би имале поосмислен живот, би биле посрекни, порадосни и навистина би знаеле зошто едноставно живееме. И она што е интересно, но прашање се поставува, како што го поставивме пред малку, сите имаме две можности. Својот живот да го предадеме на страната на таткото, на Отецот, на Исуса Христа и да го води тој нашиот живот и да имаме сигурност дека тој ќе го доведе до саканата дестинација или да го ставиме в раците на непријателот кој што од него ќе направи хаос. Овој пример на Исуса Христа со ова изјава сака да ни кажува имаме сигурност на кого можеме да го дадеме својот живот, кој што едноставно може тој со сигурност да го земе во своји раце. Драги мои, ние секоја вечер кога легнуваме, ние не сме свесни дали утре ќе се пробудиме. И затоа е многу добро пред да легнеме да му се обратиме на Господа во молитва. Не знаеме што ноќта носи, што новиот ден ќе донесе и да му кажеме Господе, денеска водев борба во својот живот. Можеби некаде паѓав, некаде се подигнував, доживав успеси, убави искуства, но сакам ова ноќ да бидеш со мене. Не знаеме што ноќта донесува, не знаеме што денот донесува. И така како постојано ние го даваме својот живот по Божји сигурни раце, тогаш не треба да се секираме едноставно како ќе биде нашиот живот понатаму. Што се случува понатаму? Со овие 7 изјави, кога Исус извојувал победа, се остварило едно пророштво, што беше запишано уште во почетокот, кога човекот направил грев, кога, нажалост, постанавме робови на гревот и кога одлучивме да се префрлиме на страната на непријателот, тогаш Бог ни дал можност да се вратиме назад и да го прифатиме повторно него како наш пријател. Затоа што ние во нашиот живот, драги, имаме две можности, да бидеме на страна на Бога и на страна на непријателот. И Бог тогаш кога човекот го направил гревот дал едно пророштво, 1 Мојсеева 3 глава 15 стих, со можност на човекот да му даде шанса да го прифати Исуса како свој спасител и да биде на страната на доброто. И всушност ова Исус што го направил со цел да ни отвори таа можност да ја прифатиме и да бидеме на негова страна. И она што беше многу силно и радосно сега при крајот уште неколку слајде што сакам да поделам со вас, во тие моменти кога сите тие 7 изјави биле кажани од Голготскиот крст, се слушнала и 8 изјава. И тоа не од Исуса Христа, него се слушна една изјава од еден од присутните што биле тука. А не било тоа евреин или дел од Божиот народ, кој што се декларирале во тоа време, него бил еден римјанин. И тоа еден водач, римски водач, капетан, кој што сето тоа го има гледано. И како што тој разбойник од крстот што бил од десната страна на Исуса и го прифатил Исуса, така и овој човек ги кажал овие зборови. Овој човек, мислејќи на Исуса Христа, навистина беше син Божи. Пазете, римјаните биле политеисти, имале многу богови, им се клањале. Но овие моменти, она што го има приметено овој човек во својот живот, не може да се спореди со сите богови што на кого тој му служел. Исус бил посебен. Исус бил личност за сите времења. И тој го отворил своето срце и рече: сакам да му служам на ваков авторитет, како што бил Исус Христос, да го следам. И ова негова одлука, еден модел, што би правила секоја зрела особа која што го наблюдува Исусовиот живот и која што гледа како од неговото срце изверна голема љубов спрема сите нас луѓето. И оно што можам да кажам, да прочитам уште еден текст од тој истиот духовен писател и да поделам со вас уште неколку пораки пред да завршиме. Со Христа се постапувало онака како што ние заслужуваме. Беше осуден заради нашите гревови, во кој немаше удел, за да ние бидеме оправдани со неговата правда, во која немавме удел. Претрпел смрт, која што беше наша, за да можеме ние да примиме живот кој што бил негов. Со неговата рана ние се исцеливме.
прекрасен текст кој што кажува како Исус зел наврз себе сето она што ние требаше да го претрпиме. Беше направена субституција, размена. Исус го зел нашиот грешен живот врз себе, а сака да ни го даде својот безпрекорен живот. А сето тоа го направил затоа што не сака. И на крајот излекуваме 3 големи пораки од овие 7 изјави Исус што ги кажал. Прва порака: твојот и мојот живот, драги мои пријателе, не мора да биде возалуден. Често пати кога доаѓа непријателот и вели: зошто живееш, имаш ли ти смисла, ти не вредиш, ти си оваков, ти си онаков, кога сака да ја девалвира твојата личност и да те срози. Сети се на овие 7 Христови изјави дека ти си вреден во Божите очи и дека твојот и мојот живот не е возалуден. Втора порака: твоите и моите грешки не мора да бидат фатални. Сите ние правиме грешки во животот, помалце или повеќе. И докато сме млади, и докато сме во средни години и постари, правиме грешки во животот. Но твоите и моите грешки не мора да бидат фатални ако дојдеме кај Исус и велиме: Господе Исусе, те молам, земи го мојот живот, чисти ме од моите гревови, дај ми нов почеток и ќе видите што Исус ќе направи за вас, за вашиот живот. И трета порака: твојата и мојата смрт, за која сите ние мислиме дека е крај и готово, не мора да биде конечна. Некој ќе каже: како? Па ако човек умира, каде е, ќе каже? Може да имаме и посебно предавање за тоа, да видиме каде е човекот, секако тој стои во својот гроб и чека воскресение, не оди никаде. Меѓутоа, твојата и мојата смрт не мора да биде конечна во смисла што ние сме луѓе ако веруваме во Исуса Христа, веруваме во воскресение. Тоа е централната тема на Светото Писмо. Исус воскреснал и може да го воскресне и нашето тело ако до тогаш починеме. Затоа твојата и мојата смрт не мора да биде конечна. Значи, твојот и мојот живот не мора да биде возалуден. Твоите и моите грешки не мора да бидат фатални. Твојата и мојата смрт, на крајот ќе дое време за тоа, не мора да биде конечна. Но, за да тоа се случи, треба да го слушнеме чукањето на нашето срце, што Исус го прави и очекува да го прифатиме за наш личен спасител, да го поделиме, да размислуваме за таа личност за сите времиња и да разговараме со него и да гледаме што тој може да направи за нашиот живот. Еве го неговата порака до сите нас, што ни ја кажува: дојдете кај мене сите што сте уморни и натоварени, и јас ќе ве одморам. Дојдете кај мене сите што сте уморни и натоварени, и јас ќе ве одморам. Патом апел, драги мои пријатели, додека живееме, а животот е неизвестен, не знаеме што може некош да ни се случи. Гледате во каков луд свет ние живееме. Секој ден слушаме само за разни звештаи, неумрени, заболени и ред други работи се случуваат. Затоа додека има време на милост, дока сме млади, додека имаме можност да дојдеме, да го прифатиме Исуса Христа за наш личен спасител, и тој ќе го осмисли нашиот живот. Тој ќе ни даде мир и одмор кој што никој друг на овој свет не може да ни го даде. Ви благодарам што и денеска бевте дел од серијалот Личноста за сите времиња. Ве поканувам и на следни наши дружења. Довидувам.